Добро вечер, почитувани гледачи. Пролета започна и ќе трае до 21 јуни, а денеска беше вистински пролетен ден. Ова се главните настани за денес. Надлежните од водостопанство Кумановско-Липковско поле велат дека ќе има вода за време на летото. Се одржа големиот народен собир на ВМРО ДПМН во Битола. Путин најавува монетарна унија помеѓу Русија, Белорусија и Казахстан. Денеска ракометарите на Куманово беа поразени од работнички. Поројните дождови кои паѓаа во изминатите месеци ги наполни акумулациите Липково и Глажња. Надлежните служби од јавното претпријатие водостопанство Кумановско-Липковско поле ја следат состојбата со водостојот, а доколку има потреба вршат и превентивно испуштање на водата. Од таму додаваа дека нема место за страф, ќе има вода за сите потреби за време на летото. Скоро преполна брана беше сликата што ја регистрираше нашата камера при посетата на акумулацијата Глажња. Врнежите од дожд и снег во изминатиот период ги наполнија двете езера од кои градот се снабдува со вода. Капацитетот на Глажња е 24 кубни метри вода, а во моментот има 22, информираат надлежните. Со оглед на количините на вода во акумулациите, граѓаните на Куманово може да бидат сигурни дека ќе има доволно за сите потреби, и за пиење, и за наводнување, и за индустријски капацитети. Значи ствараме пак доволен простор на вода, на акумулационен простор за прибирање на пак евентуални количини на вода. Значи браните се таков бенефит на секаде па и за градот Куманово. Состојбата на двете брани будно се следи 24 часа од страна на надлежни оперативци. Доколку има некаква промена, се регистрира и навремено се реагира од страна на стручни екипи. Инаку двете брани се изградени пред скоро 60 години, проектирани од страна на српскиот експерт Николајдин. Како што најавија надлежните, наскоро се очекува да започне изградбата на мини браната на реката Слупченка, која ќе обезбеди дополнителни количини на вода за потребите на градот. Стручните лица од Кумановски водовод се информираа за јапонските искуства за санација на дефектите во канализационата мрежа. Семинарот го организираа Министерството за животна средина и просторно планирање од Македонија во соработка со Министерството за трговија и индустрија на Јапонија. Можете ли да замислите дека нема метеж во сообраќај, ископани улици и тротоари и дека комуналните претпријатија на сосема поинаков начин ги решаваат проблемите во канализационата и атмосферската сфера? Токму ваква технологија се применува, но не кај нас, туку во Јапонија. Јапонска организација за надворешна трговија и Министерството за економија и трговија од Јапонија, како и Македонското Министерство за животна средина, одржаа семинар во Скопје каде што ги презентираа технологиите за санација на канализационата и атмосферската мрежа. Кумановски водовод е заинтересиран за оваа новина. Сме заинтересирани за истата, бидејќи дава можности за реконструкција на канализационни мрежи за фекални и атмосферски без вршење на ископ. Значи, ова технологија најмногу се користи во големите градови, каде што е многу густ сообраќајот и не може да се дозволиме да стопираме енергија, да се стопира сообраќај, да се врши реконструкција. Самата технологија се врши реконструкција на фекална и атмосферска канализационна мрежа без ископ. Конкретно во државава нема ваква технологија. Најблиску до нас е Хрватска. Од Кумановски водовод информираат дека веќе контактираат со хрватските колеги и чекаат повратна информација. Системот, објаснуваат упатените, се применува исклучиво во градови со густ сообраќај, каде е неможно да се прекине која било сообраќајна лента и да се запре сообраќајот за да се санираат евентуалните дефекти. Немаме цена за начинење за примена на оваа технологија, затоа не може да правиме пресметки колку е таа поевтина или поскапа во однос на класичниот начин на извода на фекална и атмосферска канализационна мрежа, али штом ќе добиеме цена, значи веќе ќе знаеме дали е подобро да се работи со ова метода или да работиме на класичен начин. Али придобивките се големи, значи не се врши раскопување на постоечките улици, не се врши стопирање на сообраќај, едноставно се пластифицира постоечката канализационна мрежа и добивате нов канал без стопирање на сообраќај, ископ, изнесување на шут и ред други различни работи.
Во недостиг на информации, од водовод ја пренесуваат изјавата на јапонците, кои тврдат дека ваквиот начин на санирање на штетите е за 50% поевтин во однос на класичниот. Водовод веќе има изработено повеќе проекти. Од предпријатието најавија дека сериозно ќе ги разгледаат новините кои им ги презентираат јапонските колеги, дека ќе се обидат да ги вметнат во своето работење. Денеска Општинската организација на НСДП од Куманово избра ново раководство. За председател на Општинската организација избран е Свето Петрушевски, кој беше во трка со уште еден кандидат. На конференцијата присуствуваше и лидерот на НСДП Тито Петковски. Општинската организација на НСДП од Куманово денеска одржа трета изборна конференција. На конференцијата беше избрано ново локално раководство на партијата и тоа председател извршен надзорен орган. На партиските органи гласаа 71 делегат. Во трка за председател беа двајца кандидати. За председател на партијата е избран Свето Петрушевски. Извршниот одбор е составен од 14, а надзорниот од 5 члена. Денеска на конференцијата се обрати до сегашниот председател Сунчица Јосифова, која пред присутните членови поднесе извештај за досегашната 4-годишна работа. Во тек на овој период од над 5 години, додека бе председател, Општинската организација се соочуваше со многу предизвици што со себе ги носи политиката. Одржавме голем број на седници на кои бе разгледувани актуелните состојби во државата, во партијата и во самата општинска организација, беа носени заклучоци и одлуки. На првата седница конституирани новиот извршен одбор, усвоен деловник за работа и донесени се одлуки за избор на секретар и отпочнување постапка за избор на председател на Општинската организација на жени и председател на Општинската организација на млади. Во овие 5 години, Општинската организација имаше голем број на активности. Бе организирани повеќе трибини на актуелни теми. Покрај Јосифова, пред присутните се обрати лидерот на партијата Тито Петковски, која поздрави работата и заложбата на членовите од Општинската организација во Куманово. И заеднички да се радуваме на патот што го изминавме досега, но се разбира со многу повеќе желба, мотив да продолжиме натаму. На конференцијата, освен лидерот на партијата Тито Петковски, беше присутен и секретарот Сонја Мираковска и уште двајца други пратеници, како и неколку представници од локалните политички партии во градот. Големиот народен собир на ВМРО ДПМН денеска се одржа во Битола во присуство на голем број граѓани. На собирот во спортската сала Младост на присутните им се обрати премиерот Никола Груевски, кој истакна дека нашиот народ нема да биде заложник на никого и тие што наумиле тоа да го прават, лошо се излажале. На денешниот собир премиерот најави нови мерки за намалување на невработеноста, ослободување од плаќањето на персоналниот данок и социјалните придонеси за работодавачите кои ќе вработат широка категорија на граѓани. Овие трошоци ќе ги плаќа владата, најави премиерот Никола Груевски денеска во Битола. Новата мерка ќе ги има следните аспекти: нема да биде само за млади до 29 години, туку од сега ќе биде до 35 години и нема да биде 1+1 година, туку 3 години ослободување од данок на доход и придобивка со обврска да биде задржани најмалку уште 1 година, истакна Груевски. За оние од 35 до 50 годишна возраст, како што најави Груевски, но за оние кои што 10 години се без работа, се предвидува, ако некој ги вработи во првите 5 години, да бидат ослободени од плаќање на придонесите со обврска да ги задржи уште 1 година. За оние над 50 години, независно дали биле или не биле вработени во минатото, доколку некој ги вработи, ќе биде целосно ослободени од плаќањето придонеси во период од 5 години без никакви обврски по истекот на тие 5 години, појасни премиерот. Груевски рече дека се предвидуваат вакви мерки за лицата над 58 годишна возраст кои досега не биле вработени. За нив, ако некој ги вработи, се предвидува до нивното пензионирање да биде ослободен од плаќање придонеси, а тоа ќе го покрие владата на Република Македонија, истакна Груевски. Последната група која ќе биде опфатена со овие мерки се ранлива категорија на граѓани, односно самохрани родители и еднородителски семејства, семејства со 3 или повеќе деца, приматели на социјална помош, професионални војници кои веќе не работат, деца без родители и родителска грижа, лица со инвалидитет и родители на деца со посебни потреби. За ова категорија граѓани, појасни Груевски, се предвидува ослободување од плаќање придонеси во периодот од 5 години без никаква обврска за работодавачот потоа. Ова е проект кој што го немавме најавено во нашата програма,
Многу реализираме, како што многу пати досега реализиравме вакви проекти, рече Груевски. Ако за 11 месеци со мерката за лица до 29 години се вработили 7400 лица, можете да замислите колку многу работни места ќе се возможат со оваа палета на мерки, која владата ќе започне да ја спроведува од мај-јуни годинава. Ете, така се сака сопствената држава, така се бори за Македонија, тоа е ВМРО ДПМНЕ. Тоа се нашите дела, тоа е нашето вистинско лице, пораче премиерот Никола Груевски од денешниот собир во Битола. Согласно новите закони за државни службеници и вработените во јавните служби, институциите треба да направат функционална анализа, односно нова систематизација на работните места со која би биле ефикасни. Токму новите систематизации беа тема со представниците од здравствениот сектор, труд и социјална политика, образование и култура. Функционална анализа на своите вработени и работните позиции треба да направат сите институции согласно Законот за административни службеници и Законот за вработени во јавните служби кои што стапија во сила. Според овие закони, систематизациите имаат ограничувања за нови работни места. Максимум на 50% од постоечките вработени се дозволуваат нови работни места. Новите систематизации треба да донесат подобрување на функционалноста на општините, зашто е потребно истите да бидат што побрзо направени и доставени до Министерството за информатичко општество и администрација. Настапувањето во сила на законите за државна администрација и вработените во јавните служби предходеа обуки за вработените во овие институции. Инаку на денешната средба на министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски се разговараше околу неколку нејаснотии со представници од здравствениот сектор, труд и социјална политика, образование и култура, за да може овие закони што побрзо да се имплементираат. Како невистините оценет документарниот прилог под наслов Македонија зад фасадата, кој беше емитуван на телевизијата Ал Джезира Балкан, а во кој се зборуваше за актуелните политички превирања, но и на меѓуетничките и меѓуверските корелации во земјава. Овој прилог најде на остри критики од страна на повеќе домашни аналитичари. Документарниот прилог под наслов Македонија зад фасадата, кој беше од неодамна емитуван на Ал Джезира Балкан, каде се зборуваше за актуелните политички превирања, но и на меѓуетничките и меѓуевропските корелации во земјава, е оценет како невистина од страна на повеќе домашни аналитичари. Според аналитичарите, сликата која е дадена за Македонија е дека земјава се наоѓа во состојба на воени судари, односно изразено постоење на етнички и верски тензии. Во тој прилог своји изјави даваат членови на опозицијата, медиумски работник, представници од невладиниот сектор, представник од коалицијскиот партнер од албанскиот блок во владеачкото мнозинство, како и еден член од некогашната паравоена УЧК. Во случајот е спомнат и случајот Монструм, поврзан со повеќекратното убиство кај Смилковското езеро. Политикологот Владимир Божиновски стои на ставот дека прилогот е антидржавен. Тоа не е ниту пропозицијски, ниту антивладин, туку антидржавен прилог. Тоа наликува на една класична пропаганда која се применува во ситуации кога една земја е завојувана со друга земја. Од првата до последната реченица нема никаква објективност. Разбирам ако нешто е пропозицијски настроено, во ред е да се искаже мислење, став кој не ја поддржува власта, но тоа што е таму прикажано е класична пропаганда против државата Македонија, вели Божиновски. Со сличен став е и медиумскиот работник и аналитичар Цветин Чилиманов, кој вели дека не е прв пат Ал Джезира да известува вакви работи и додава дека прилози од таков тип се опасни и можат да предизвикат етнички и верски конфликти. Група археолози од Англија, заедно со нивните колеги од Кумановскиот музеј, веќе од наредниот месец започнуваат со првичните истражувања на локалитетот Костоперска карпа во близина на Младо Нагоричане. Проектот ќе се реализира до крајот на 2019 година, пошто ќе следи публикација на пронедениот материјал и ставање во функција на локалитетот за туристички цели. Местото меѓу Кумановци е познато како Жегликовски камен, инаку изгаснат вулкан, каде што некогаш постоеле 40 цркви, поради што било нарекувано Мала Света Гора. Кумановскиот музеј потпиша договор со Универзитетот Саутемптон од Велика Британија за 4-годишно истражување на локалитетот Костоперска карпа во близина на Младо Нагоричане.
За групата археолози од Англија особено интересен е базалтниот терен со вулканско потекло, но и богат со археолошки материјал од енеолитот, потоа предмети од железно време, садови од керамика, накит од злато, сребро, килибар, како и стаклена паста и бронза. Во минатото тука постоеле дури 40 цркви, поради кои местото било нарекувано Мала Света Гора. Во овој проект ќе бидат комбинирани архивски истражувања, анализи на сателитски снимки, рекогносцирања, потоа ќе се вршат геофизички мерења и археолошки ископувања, а се со цел да се изврши културно-историска интерпретација на самиот локалитет. Истражувањата на Жиглиговска карпа започнуваат наскоро, ќе се реализираат со финансиска поддршка на Министерството за култура. Под покровителство на фондацијата Кирил Трајковски ќе бидат обезбедени и дополнителни средства од меѓународни фондови кои финансираат археолошки проекти. И тука се заинтересирани да видат како се одвивал животот, како се одвивале, да речеме, преселувањата, распоред на населбите, преместувањето на населението од една позиција на друга, користејќи ги односно исцрпувајќи ги локалните ресурси врз основа на кои живееле на едно место, па се преселувале во еден друг период. Според археолозите на овој простор се наоѓа и ренохристијанска базиликарна црква која се користела за погребување, како и остатоци од средновековни ѕидини. Особено се издвојува подземна просторија. Веќе следниот месец во април доаѓа да ја проучат архивата на музеот, да ги видат сите резултати од археолошките ископувања изведени 80-ти години и да ги видат сите наоди кои што ги имаме извадено таму, односно под раководство на Блажо Ѓоргиевски, сега починатиот колега. И веќе во есента истата година планираат да се задржат подолго време тука, да извршат рекогносцирање, не само на Костоперска карпа, туку и на околните места за кои што се претпоставува дека се можеби локалитети. Во подножјето на карпата се наоѓаат сочуваните средновековни цркви Света Петка и Свети Ѓорги Победоносец, како и повеќе гробови. Со искупувањата е планирано за започне долгорочен процес за археолошко истражување, уредување и приспособување на локалитетот за туристички цели, затоа што се наоѓа на исклучително поволна позиција точно на крстопат меѓу Пчинскиот пат и патот од Скопје кон Бугарија. Во изминатите неколку години, Средното техничко училиште Наце Буѓони е меѓу најдобрите во државата. Учениците се добитници на многу награди и признанија на надпреварите во Македонија и надвор од неа. Училиштето располага со неколку работилници во кои се одржуваат многобројни активности и се образуваат квалитетни кадри. Поради презаситеност на административни кадри, децата се повеќе покажуваат интерес да изучуваат стручни предмети и занаети. Средното техничко училиште Наце Буѓони од Куманово денеска има 3 струки: машинска, електро и здравствена, а брои 2050 ученици. Најважната работа со која може да се пофалат се многобројните награди и признанија освоени на домашните и меѓународните надпревари, а неколку години поред имаат освоено прво место во Македонија на надпреварите организирани од Народна техника. Ние имаме машинска, електротехничка и здравствена струка во рамките на училиштето. И за машинската и електротехничката струка редовно одиме на државни надпревари и секогаш сме меѓу најдобрите. Значи, и по бројот на освоени први места секогаш го заземаме првото, второто место, значи секогаш меѓу најдобрите. И самото тоа си дава рефлексија повратно да имаме и поголем интерес за упис. Училиштето располага со неколку работилници со кои раководат ментори и на учениците им овозможуваат подобра практична настава и изучување на стручните предмети за кои се определиле. Меѓу другото, во подготовка е кариерен центар во кој учениците ќе изведуваат многобројни активности со цел да се подготват за нивната идна професија. Од минатата година почна нашата соработка со ЕВН Македонија, која ни побара наши ученици да одат на практична работа кај нив. Минатата година тоа беа 6 наши ученика во 4-та година, а оваа година истите 6 ќе продолжат и нови 6 од 3-та година, што значи веќе 12 ученика ќе одат на практична настава во ЕВН, а сите знаеме што значи тоа за еден ученик. Наредната сабота училиштето ќе биде домаќин на регионалниот надпревар за електромашински и сообраќајни училишта во која ќе учествуваат ученици од Куманово, Крива Паланка, Свети Никола и Кратово.
Вести од светот. Деца на возраст меѓу 5 и 15 години загинаа во пожар кој избувна во стан во Бруклин. Путин формира монетарна унија помеѓу Русија, Белорусија и Казахстан. Според американскиот политиколог и економист Пол Крек Робертс, Вашингтон не е заинтересиран за решавање на украинската криза. Рано утринава загина 7 деца во пожар кој избувна во еден стан во Бруклин. Настраданите деца се на возраст меѓу 5 и 15 години и се верува дека се членови на едно семејство. Джим Лонг, портпаролот на њујоршката противпожарна служба, изјави дека во пожарот има и 2 повредени лица и дека нивната состојба е критична. Повеќе од 100 пожарникари учествуваа во гасењето на пожарот во авенијата Бетфорд, додаде Лонг. Засега нема информации за причината за пожарот, а истрагата е во тек. Руските министерства на економскиот развој и за финансии почнуваат разговори со централните банки на земјите од Евроазиската унија. Дојде моментот да се зборува за формирање на монетарна унија меѓу Русија, Белорусија и Казахстан, изјави председателот на Русија Владимир Путин. Според неговите зборови, кога се работи рамо до рамо, е полесно да се реагира на надворешните финансиски и економски закани и да се заштити нашиот заеднички пазар. Заменик министерот на Министерството за економски развој Алексе Лихачов за возврат соопшти дека монетарната унија во рамките на Евроазиската економска унија може да биде создадена постепено и во почетната фаза во неа може да влезат не сите земји од обединувањето. САД планираат нови обоени револуции во Ерменија, Киргистан и Узбекистан. Тие не се заинтересирани за решавање на украинската криза, туку главна цел на Вашингтон е да го зголеми притисокот врз Русија за да ја дестабилизира политичката ситуација во оваа земја. Ова мислење го изнесе американскиот политиколог и економист Пол Крек Робертс на своја официјална веб локација во статијата Русија под напад. Роберт смета дека Вашингтон свесно работи на тоа да ја саботира Минската спогодба и притоа испраќа своји емисари во Ерменија, Киргистан и Узбекистан, за да организира во тие земји обоени револуции да ја дестабилизира ситуацијата долж целата руска граница. На тој начин Русија се соочува со обнова на конфликтот во Украина истовремено со 3 други ситуации слични на онаа во Украина, но сега веќе на азиските граници, пишува Робертс во статијата. Тој притоа изразува мислење дека тоа е само почеток на притисокот што Вашингтон планира да го изврши врз Русија. Исто така политикологот укажува на некомпетентноста на западните медиуми кои шират лажни информации од Вашингтон. Во светот постојат многу јазици, а на голем дел од нив им се заканува исчезнување. Во зачувување на мајчиниот јазик особено значајна улога имаат книгите. Дали кумановци читаат книги во време на интернетот и други медиуми? Дознајте од следниот прилог. Мајчиниот јазик во Македонија се негува преку театарот, преку телевизиските и радио емисии, а особено преку книгите. Напливот на новите форми на медиуми, како социјалните мрежи и блоговите, се повеќе го оддалечуваат модерниот човек од пишаниот збор. Сепак, добар дел од граѓаните не ја истиснале љубовта кон книгата. Нормално читам книги, најмногу сакам да читам книги за личен развој, психологија, бизнис, менеджмент. Омилени книги ми се, да кажеме, Робин Шарма ми е еден од омилените автори. Од македонските автори ми е Коста Петров. Да, читам книги. Омилени ми се од Николас Спаркс, Gossip Girl, The Last Song. Но моментално ја читам од Барбари Алан Пис, зашто мажите не слушаат, а жените не умеат да читаат карти. Тоа е, книгите и филмовите најмногу ме опуштаат, затоа и се посветувам на нив. Моментално не читам ништо, а земав книга Историја на архитектура за проектна ми за средна школа. Делата на македонските автори се извор на македонското богатство и на македонскиот идентитет. Токму поради овој факт, Градската библиотека Тане Георгиевски особено работи на промовирање на македонската книжевност пред своите читатели кои се повеќе ги бараат книгите на македонските автори. Подеднакво се бара и македонската литература, како што се бара и светската литература, да кажеме непознатите светски бестселери, па дури можеби и во корис на литературата од македонски автори. Во тој прилог би рекла дека многу се бараат романите на Венко Андоновски, да речеме сега многу популарната и наградена Ќерката на математичарот, Вештица и сите негови, да кажам, книги. Да кажеме од Лидија Димковска, многу популарни се и двата романи што и се наградени Резервен живот и Искриена камера, кои се преведени на 20 или 30 јазици во светот.
Истражувањата покажуваат дека читањето за задоволство не е само добро поминато слободно време, ниту пак збогатување на речникот. Читањето во суштина е добро за физичкото и психичкото здравје на човекот, советуваат стручните лица. Инаку во светот денес се зборуваат околу 6500 јазици, а на половина од нив им се заканува исчезнување. Да не дозволиме тоа да му се случи и на македонскиот јазик. 21 март е Светски ден на поезијата, кој со поетски манифестации се одбележа во повеќе градови низ Македонија. Во Куманово овој ден се одбележа со поетско читање кое се одржа во гимназијата Гоце Делчев, а во организација на Друштвото на писателите на Куманово. Ученици од средните и основните училишта во Куманово и членови на Друштвото на писателите на Куманово учествуваа на поетското чествување на Светскиот ден на поезијата што се одржа во гимназијата Гоце Делчев. Поетското читање беше организирано од страна на Друштвото на писателите на Куманово, чии врати се отворени за сите љубители на поетскиот збор. Поезијата, како и во светски размери, така и во Куманово, беше на маргините на постоењето. А тоа обично се манифестира преку одредени асоциации и здруженија, за да се здружат поетите и да творат, да издават, да презентират и на тој начин да се пласира поезијата меѓу граѓаните и да ги поттикнува како возрастните, така и учениците да читаат повеќе, да пишуваат, да се најдат себе си во поезијата, а токму тоа е целта на Здружение на граѓани на Друштво на писатели на Куманово. Поезијата не го менува светот, таа создава нови светови во човекот. Преку поезијата од душа за душа, секој поет го открива својот внатрешен свет пред другите. И на тој начин различните светови стануваат поблиски. Се викам Андријана Ѓоргевска. Поезијата за мене е еден вид на изразување на чувства и емоции, кои можеби не можам да ги кажам усно, но можам да ги напишам. Се чувствувам послободно кога пишувам. Тоа за мене е еден вид на ослободување. Тешко е да видиш, уште потешко е да се бориш за воздух кога него го нема. Некој крадливец упорно кога го зема. Слушам внимателно. Слушни уметноста на овие канџи. Дали е копнеш пркос, револт или тага, поетот ги изразува своите чувства преку поезијата и со цел тоа нешто да го доживеат и другите преку одредена напишена песна. Во 1999 година УНЕСКО го прогласи 21 март за Светски ден на поезијата. И тоа не е случајно. Денот на премин меѓу годишните времиња е моќна метафора за поезијата. Поетскиот чин е чин на премин, на преобликување и духовна метаморфоза, но и чин на барање рамнотежа. Дека поезијата е уметност за сите генерации, говори фактот дека со истата се занимаваат децата кои што туку ги учат буквите, но и луѓето од третото доба. Благородка Стојчевска е кривопаланчанка која своите пензионерски денови ги исполнува со поетско творештво. За нејзината инспирација и достигнувања во продолжение. Благородка Стојчевска е кривопаланчанка која во пензионерските денови посветено се занимава со пишување поезија. Досега има објавено една стихозбирка со наслов Песни за љубовта, а е присутна на повеќе локални и регионални поетски случувања, од кои делот меѓународен ранг. Своите емоционални пориви одмерено ги пренесува на хартија, а љубовта во сите облици како универзална тема ја наведува како неисцрпна инспирација. Човекот не би бил човек и не би бил, мислам, ништо, ако не постои љубовта. Сега, не значи љубов само некого да сакаш. Љубов може да биде многу широк поим. Љубовта кон пишаниот збор кај Стојчевска датира уште од детството, но најголем порив добила токму во слободните денови по пензионирањето и на тој начин го исполнува своето секојдневие. Јас со поезија се занимавам можеби уште од детството, сум се пишувала за мене лично, што ми е требало во текот на школувањето. Меѓутоа, еден израз, да речем, дојде до поголем израз повеќе кога добив слободно време. Тоа е во пензионерските денови. Во моментов работи на своето второ дело кое го најавува по нешто повеќе од година, со амбиции истото да биде преведено и на некој светски јазик. Мое лично второ дело можеби негде 2016 крајот, почетокот на 2017
затоа што ќе поработам нешто повеќе, да биде така да речем, по-модерен стил, у европски стил, затоа што ќе оди, си кажувам, на македонски јазик и веројатно или англиски или некој друг јазик ќе земеме, ќе видиме кој ќе биде. Оваа кривопаланечка поетиса е задоволна што незините стихови стигнале до рацете и срцата на бројни читатели од различни генерации. Советување дека ќе ги радува со уште многу стихови и во иднина. Младинската ракометна екипа на Куманово во рамките на редовното коло е поразена од Работнички на домашен терен со 33-23. Поразот од Работнички нема резултатско значење, бидејќи оваа екипа од следната сезона ќе настапува во сениорската конкуренција во прва лига. Во салата на основното училиште Христијан Карпош се собраа голем број љубители на ракометот да ја поддржат младинската ракометна екипа на Куманово. Иако загубија, кумановци не разочараа со оглед на фактот дека екипата се уште доволно не е подготвена за вакви надпреварувања. Добрата вест е што клубот ги представи тројца нови надежни пионери кои денеска дебитираа и се покажаа во добро светло пред кумановската јавност. По завршувањето на мечот побаравме мислење од голманот на екипата Дарко Димитриевски. Високиот резултат не е мерило за денешниот пораз. Тоа нема да е пречка за да продолжиме напорно тренираме. Секако оваа сезона со многу турбуленција започнавме, голема неизвестност за пролетниот дел и нашата физичка спремност се уште не е на ниво со кој можеме да се надпреваруваме со вакви екипи кои имаат квалитетни тренери, квалитетни играчи и играат во квалитетна лига исто како нас, меѓутоа слабо влеговме во надпревар. Добро го почнавме надпреварот со неколку голови позитива, меѓутоа крајниот резултат е лош. Верувате ли во оваа екипа дека може да успее на крајот на сезоната? Оваа екипа веќе повеќе години се надпревара во оваа лига. Значи ние сите заедно тие како едно семејство сме и верувам во сите дека имаме квалитети, меѓутоа мислам дека физичката спремност е еден голем предизвик за нас со кој треба да го надоградиме и верувам дека оваа екипа има капацитет и потенцијал во неја и во сите играчи да ја завршиме сезоната со позитивен исход. Тренерот на гостинската екипа, познатата Адријана Будимир, со своја оценка за надпреварот. Адријана, екипата на Работнички славеше високо убедливо победа. Ваш краток коментар за овој надпревар? Па мислим да беше фер надпревар и тоа ми е многу драго и да, моја екипа беше подобра, за среќа, али екипа на Куманово исто така одлична. Јас знаев дека ќе биде тежок надпревар, без обзира на резултат, мислим дека не е баш реален показател на тоа колка снага е на Куманово. Еден краток коментар за твојата екипа на Работнички, со како потенцијал располага? Па, варира, тие се младинци, значи кај нив има многу осцилации, али мислим дека имам добар тим и се надевам ова година Final Four. Мада не смееме да изгубиме ниту една утакмица до крај. Да го искористимо ваше присуство да поразговараме во пресет на надпреварот Вардар Висла Плок, како долгогодишна ракометарка би ве замолил за еден краток коментар, што мислите имали Вардар шанси да пројде оваа незгодна полска екипа? Па, има, реално има, значи све зависи од тоа како ќе биде расположен Арпад денес, али не може да се повтори онако добра игра на Висла од прошлиот пат, посебно голмани, значи тоа е еднаш у многу утакмици. Мислам дека Вардар има многу побрза игра и дека реално 6 гола у денешно време не е недостижно. За младинците на Куманово нема одмор, бидејќи следи нов дуел овој пат во Штип против истоимената екипа.
Времето во Македонија е сончево и потопло со слаб ветер од променлив правец. Утринската температура се спушти до -6, а дневната се движи од 8 до 15 степени. Од недела во попладневните часови следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Само на повисоките планини врнежите ќе бидат од снег. Врнежите ќе бидат со променлив, а во понеделник во западните и јужните делови со обилен интензитет. Метео. Ви благодарам за вниманието, пријатна вечер.